Од петок кафеаните, кафулињата и баровите ќе мораат да стават клуч на врата до 18 часот. Владата даде зелено светло за новиот пакет рестриктивни мерки. Со новата одлука, неголема загуба ќе имаат угостителите. Забраната за прослави на плоштади и во фирми, групирањето по станови и приватни куќи. Како ќе се контролира? Надлежните немаат план и се сведува само на апели. Колку сме поблиску до новогодишните празници, се поголема е трката за слободна вила во туристичките места. Социјалните мрежи вријат од објави. Се бараат викендици, куки, станови за дочек на нова година. На сите објави пишува дека се заинтересирани за објект за 10 лица, па и повеќе, за престој и по неколку денови. Како ќе се регулира ова? Властите немаат план, само порачуваат граѓаните да бидат одговорни. Потребно е сите заедно да бидеме одговорни за важноста на овие мерки, но и да не дозволиме најубавите мигови во семејството да се претворат во лоши спомени, овој празничен период да прославиме одговорно, да ги почитуваме мерките за заштита. Меѓу мерките важи и препораката за време на верските празници пред храмовите да не се групираат повеќе од 4 лица, а внатре да нема повеќе од 30% од капацитетот и сите да носат маски.